Ова е терминот за Агроисток на Канал Плюс, единствената емисија од областа на агророт во Источна Македонија. Овој пат најголем простор издвојуваме за овоштарството. Ќе зборуваме за моменталните состојби, проблеми и можности за поинтензивен развој на оваа земјоделска гранка. Во емисијата поместуваме и други прилози со кои веруваме ќе го задржиме вашето внимание. Во последно време се повеќе се зголемува интересот за подигање на нови насади. Меѓу нив доминираат плантажите со вишни, сина, слива и јаболки. Одиме со еден прилог снимен во други временски прилики, но поради актуелноста поврзан со денешната тема. Во изминатите неколку години дојде до експанзија на површините со овошни насади во источниот дел на државата. Се подигаат плантажи со вишни, ореви, кајсии, сливи, кои се набавуваат од семенарски фирми со сертификати, но и од пазарот каде што се нудат од различни производители. Земјоделските стручњаци со препорака до оние кои планираат подигање на нови површини. Со оглед на тоа дека и преку посадночен материјал се внесуваат и вирусни заболувања, бактериски заболувања кои подосна за некоја година може да доведе до целосно гинување на насадот или на некој поединечно стебло, што за корисникот е од најголема важност. А се може да надокнади, меѓутоа времето кое што е веќе изгубено, неповратно не може да биде надоместено. Но треба да се внимава и на првиот практичен чекор, садењето. Треба да биде со длабочина најмалку бар 50 сантима, бидејќи со тоа да калемот каде што е калемена да биде затрупан со земја. При ова треба да не се запостават задолжителните мерки на заштита кај оние кои веќе се насадени и се наоѓаат во фаза на цветење. Влажното време погодува на развојот на различни болести и штеточини. Треба да биде извршено откако венечните ливчиња ќе паднат од цветот, никако да не се врши третирање за време на полното цветење. Бидејќи препаратите се од втора и трета и некоја подоснежна група на отрови, а тие се штетни за пчелите, без кои опрашувањето ќе биде во значителна мера пократко, а се разбира само тоа и квалитетот на плодовите ќе биде помал. Инаку тенденцијата на зголемување на површините е резултат на обезбедениот откуп на одредени видови овошје, како што се вишните, оревите, кајсиите, сливите и праските, како и субвенциите кои државата ги доделува по единица површина подигнат нов насад. Сината слива е најзастапена во Делчевско. Таму годинава, поради лошите климатски услови, се собраа за 30% помалку сливи од лани. За откупот и преокупациите на најголемиот откупувач Рудине во Делчево говори Богдан Стојановски. Годинава беше изузетно родна, некаде околу 750 тона се откупени од приватни лица и од наши кооперанти и цирка околу 800 тона од сопствено производство. Иако временските услови не беа погодни, имаше изузетно големи временски осцилации, температури високи, кои допринесоа порано да почне и откупот и на брзина да заврши буквално. За разлика од други години, скратен е периодот на берење и уедно на прием и на преработка. Мислам дека со оглед на условите кои беа, успешно е завршена целата година. Ви имате и собствено производство, како годинава производено околу родот? Па, негде за 30% не е помал родот од наведените услови. Цениме и работиме на тоа да ставиме капка по капка, дел од насадите веќе ги имаме. Тоа е препорака и за приватниот сектор, и бидејќи тоа е едино можно за иднина. Спас фактички гледаме во условите и модернизацијата на насадите, за да може човекот да биде безбеден и да може да има да очекуваниот род да го собере. Дали перспективно ќе се зголемат површините од ваша гледна точка слива или пак некои други овошји? Се надеваме дека ќе се зголемат, но интенцијата е да се зголемат повеќе на вишна. Ние почнуваме годинава со еден проект за садење на капина и на малина. Фактички на производи кои се повише барани на пазарот и кои носат повисока цена. Они барат повеќе трудоинтензивна гранке, бара повеќе труд, бара повеќе време, али во секој случај носи после и поголеми бенефити. Но колку од годинашниот врод се задоволни непосредните производители? Дали се задоволни од откупните цени? Што треба да се направи за да бидеме конкурентни со нашето производство? Вие сте еден од производителите кои што се занимаваат со производство на сина слива која е најпопуларна во Пијаничкиот регион. Како годинава според вас течеше откупот? Дали сте задоволни од вашето лично производство, од сето она што се одвиваше во однос на откупот на цените?
Па како што знаете, оваа година малку беше специфична во нашиот регион, беше сушна година. И оваа суша се одрази во производството на сливите во пијаничкиот регион. Оние производители кои спроведоа добра агротехника, кои имаше услови за наводнување, сливата беше со екстра квалитет. Додека другите кои беа на суви површини, поради сушата, сливите не беа доста квалитетни. Меѓу другото, луѓето научеа во пијаница да произведуваат сливи и едни се од најдобрите производители во Република за сливи. На време вршат заштита, така да немаме туа некои болести, карактеристични, карактински кои ги мачат ова производство на сливите, така да имаме квалитетно производство на сливи во Делчево, ако не е едно од најквалитетните, ние мора да се задржиме традицијата пијанец. Што се однесува до откупот малку не беше организиран, бидејќи Рудине во Делчево ќе врши откуп, тие се организира луѓето, меѓу другото, не да не сакаат да им завршат работа на луѓето и да не откупат, бидејќи кој не сака профит, тие имаат собствено производство и беа доста окупирани околу собственото производство, бидејќи треба да си приберат прво нивната слива, тоа е секој така, ако не своето, зашто туѓото. Меѓу другото, доста се ги поддржаа производителите колку можеа, пратеше и нивното производство со прекини, имаше технолози овде кој одеше на лице место за да може да се организира бербата колку можеше. Тоа го гледам ја од страна, не презентирам, направија напори. Голем дел, мислам дека во овој момент 70-80% сливата е соберана во Делчево. Има уште слива назад. Сега како ќе се одвива последното собирање на сливата се зависи од временските услови и што рековме од самата фаза на сливите, бидејќи имаме ние на повисоки надморски височини сливи, имаме и на пониски. На пониските веќе мислам дека е завршена работа. Меѓу другото, сега во последно време има една добра работа организирање на откуп на рефусна слива во така наречена за преработка, веројатно за некои дестилати во откуп во вреќи, така речено. Мислам дека оваа цена во Делчево не е мала, не е голема цената, ама не е ни мала. За производителот оваа цена тешко може да се уклопи, меѓу другото, барем ќе се собере сливата, мислам дека ќе се собере 100% оваа година, тоа е за поздрав. Цената е, рековме, мала, неќе да се служам со цени со ни една фирма. Најбитно ми како производител да биде соберено производството, а за цените откупните центри ќе се одлучат луѓето кои каде ќе си ја дадат. Меѓу другото, има еден друг проблем. Ете сега тоа ако оди во емисија, прво треба ние да се научиме добро да береме сливата, значи да се едуцираат берачите. И ако некој слуша одговорен, ако може некој нешто да организира, мора да правиме квалитет, затоа што ние таа слива носиме на странските пазари. Јас пред неколку години лично тоа го правев. И ете тоа како емисија нека биде поука на сите ако тоа оди. Ние мора да се научиме да береме квалитетно, бидејќи како ја береш, стави се од другата страна да купиш сливата, да бидеш задоволен, не да продаваме на луѓето. Мислам дека ако го направиме тоа, ќе добиеме цена. Ние цените ги губиме во нашиот неквалитет. Не произведена квалитетна слива, не продадена квалитетна слива. У тој случај не може да бараме ние висока цена. Не може да бидеме конкурентни. Доколку направиме квалитетно производство, квалитетно го обереме, квалитетно го транспортираме, квалитетно го продадеме, тогаш нема да има никаков проблем. Мислам дека Делчево има шанси со сите позитивни и негативни работи што ете сега некогаш е Зик Сандански, сега Рудине, тоа е прошто Зик Сандански. Мислам дека можеме да седнеме, да договараме, да преговараме, да се договориме за да се организираме, бидејќи на овие простори луѓето пред тоа што биле остручени за таа работа се мислили и изградиле ладилник за да ги прима количините и на слива, и на вишна, и на компир, и на јаболки. Значи фали само квалитетно производство, добра организација. Понатаму мислам дека не би требало да има проблем за цени. Тоа се реализира, има убава на ЕВЕ за оваа област, бидејќи се знае дека пијанец. Па види, пијанец има идеални шанси. Јас меѓу другото сум и агроном, да се спомнеме. Ние имаме, јас сум правил опитни работи, имаме прекрасно место за капини, мислам за вода дека се наводнува, прекрасно место за малини. За вишни веќе нема што да збореме, тоа е докажано, за сливи да не правиме бед, тоа е далечно заднина поди нас. Нови простори, дали некој знае или не знае, сме били главни засушени сливи на времето кога со камери се носени од ова подрачје, има тоа пишени документи, пренесување од колено на колено и така да климата си одговара, тука нема што да се збори, тоа не е тоа откривање на Америка, тоа е откриено многу поодамна. Значи имаме ги сите предуслови да произведеме квалитетно производство, а за тоа е квалитет да си бараме соодветна цена и да бидат производители наградени.
Во наредните 10 минути разговараме со Ефтим Шаклев од Асоциацијата на земјоделци на Македонија. Тој говори за подготовката на педолошката карта на Македонија, која треба да помогне околу сортиментот, потоа за наводнувањето, за сината слива и дали цените се мотивирачки за производителите. Колку климатските и почвените услови во Штипскиот или пошироко во овој регион се користат за поинтензивно одгледување на разните овошни видови, односно за поинтензивен развој на овощарството? Па моментално во Штип и Штипски има најмногу насади на вишни. Вишните се покажа како добра култура, што може земјоделците да имаат добар финансиски ефект. Знаеме дека имаме откупни центри на вишната и тоа е на некој начин сврзан круг што до сега добро функционира. Јас мислам дека сега е при крај изготвувањето на педолошката карта во Македонија, тогаш ќе имаме уште подобри показатели какви и климатски услови и какви почвени услови имаме за одгледување, зависи на кој вид на овошни насади. Тоа ќе имаме уште подобри показатели и на земјоделците не е тешко да ги производат своите производи, него е тешко тијата во пласманот. А во последно време, тоа знаете, усталено кај нас и наплатата. Наплатата е најголем проблем. И затоа у последно време веќе имавме неколку состаноци во Министерството за финансии како да изнајдеме начин да поред сите досегашни обврски откупните центри не ги извршуваат наплатите на време. Исплатите и го минат рокот од 6 месеци. При крајен рок за исплата на земјоделските производи е 6 месеци, меѓутоа и тоа не се поштува. Не можат, не се во состав земјоделците да го издржат тоа. И затоа се бара начин како и на кој да се едноставно присилат или приморат откупувачите да ги исплатат земјоделците. Ние верувам дека со изготвување на педолошката карта ќе има насади и на други овоштија, а тоа повеќе ќе зависи од поборувачката. Сега има поборувачка точно е на вишни и тоа е добро. Меѓутоа може и сигурно и други растенија успешно да бидат тука во Штип, да знаете дека Штип беше порано познато по црешите. Зашто? Например, а црешите има толку добра цена и се не само на нашиот пазар што се бара и на светскиот пазар. Меѓутоа сепак треба да имаме некое искуство за да видиме кои видови на цреши во кој временски период стасуваат и да се направи тоа ланчерно да биде производството, за да можат и трговците да имат континуитет во продажбата, а и за преработувачката индустрија исто да имаме некој континуитет. Ти не може сега, например, за 2-3 дена да работи фабриката и после да престане. Исто... Чинам дека слично е и со бадемите, со кесиите, а и со оскорушите, кои во некои региони кај нас се калемат, па се добиваат добри круши. Да. Мора да има прво испитување. Науката мора да ја преминуваме во секој случај. Мора да ги знаеме точно какви се времените прилики. Бадемите е во ред, това како ја гледаме, меѓутоа е до сегашните ние што ги имавме сорти на бадеми многу рано цвета. А кај нас знае да има тие рани слани. Раните слани го униште целиот род. И тоа е многу скапо производството, например, ако имаме род само на 2-3 години, ние родот треба да биде постојан и затоа треба да бараме такви сорти на било кој овоше што, например, 10 или 15 дена цветат покасно, за да не бидат фатени или од овие раните мразеви кај нас или сланите што паѓаат обично што знаат да паднат. Тука не спасува ништо, тука нити осигурување нема, нити никаква помош. Мора да се најдат такви сорти да бидат успешни во нашиот крај. Ја мислам дека тоа може да се направи. И со крушите, и со кајсиите, тука не знам колку се сеќавате, имаше огромни плантажи на бивши Црвена звезда, плантажи на кајси и на праски. Имаше плантажи на ореви. Ако може да погледнете наоколу, ќе видите дека има голем број на самоникнати ореви, остатоци од ореви, што значи дека самото поднебе, самата клима одговара за одгледување на овој тип на овошје. Сега наше е ние да изнајдеме ореви кои многу побрзо раснат,
имаме ние веќе тие, ја мислам од Турција има донесено такви сорти, кои многу побрзо да раснат, родот го дават после 4-та или 5-та година, што е предност и плодот е многу подобар. Меѓутоа, сепак мора да поменам, мора сите да се консултираме земјоделци со науката. Тука е Агенцијата за поттикнување на развојот, меѓутоа они тесно се работуваат со нашите факултети. Знаете да имаме факултетот што е за земјоделски науки и храна во Штип и во Скопје. Така да науката ја имаме на располагање и треба да ја искористиме. Лично сметам дека и водниот потенцијал не го користиме како што треба, бидејќи овде поминува хидросистемот Брегалница, освен житарици, по некоја површина со фураж, немаме друго. Тоа е болно прашање кај нас да имаме таков еден систем изграден за наводнување, што ја мислам дека можеше околу 60.000 хектари или колку да се наводнуват, а ние воопшто тоа е проектирано, ама чим е проектирано, тај на време функционираше. А сега да користиме само еден мал минимален дел, тоа е навистина и грота и срамота од наша страна. Меѓутоа, веќе се презема, тоа е увидено, веќе се преземаат, да речеме, тие основни чекори со формирањето на водостопанство на Македонија. Единствено предпријатие ќе биде во Македонија, каде што ќе има, да речеме, 11 или не знам колку подршни единици ќе ги офатат цела Македонија. Нема да биде офатено само Стрежево и Злетовица во тоа предпријатие, затоа тие се посилни целини. Меѓутоа, другото водостопанство ќе биде на едно место, централизирано, веќе е изготвен законот. Ја мислам дека за месец дена треба да почне да функционира тоа предпријатие. Кога ќе почне да функционира тоа предпријатието, ние имаме увид на слабостите до сега. Ние треба првата вода во април месец треба да биде пуштена, да ако сакаме земјоделците да бидат задоволни, затоа што првите садења или посеви на индустријски култури на овошките се во тоа време. Не може без вода ништо да биде. Не може да стартуваме ние со водата во јуни, а после да го оптеретуваме земјоделецот со давачките како да е наводнувал во април месец. Ние мора да се научиме наред. Не може, секој треба да си го знае своето место, своите обврски и ние да имаме вода на време, ако имаме во корисници да си оплатат своја дел. На време да го платат, најнормално, и ако еден водокорисник е задоволен од водата, он знае што значи вода, ја верувам дека секој на време ќе се ги подмири врските према државата. Јас се надевам дека е голем дел од система, што е сега е цел расипан. Еден главен крак имаме ние во одвор Сакова, што да меѓу 3 чешми, тоа е имаме загуба на вода 80%. Тоа е грота. Тоа е грота. Грота и со, речеме, со посебни напори дел од таа вода стасува до корисниците. Тоа треба да се анулира и сегден дека може да се поправи и најмалата парцела, треба водата да се донесе до неа и да се наводнува за ако сакаме да имаме ние продуктивно земјоделство. Не може да се живее само од пшеница таму каде што има наводнување. Сега знаете, најновиот, например, пуштање со рестартирање на фабриката во Свети Николе за домати. Од 1 хектар домати, ако им искараме минимално 60 тона, моменталната цена на откуп е 4 динара, тоа са 240.000 бруто пари од 1 хектар. 50% да са трошковите, па е многу повеќе од колку 1 хектар пшеница, житарица или јачмин, било што да. И мора ние да внимаваме на тоа да се преориентираме, но тоа е нашето преориентирање треба многу да биде многу брзо, да не размислуваме многу, него треба пак ќе кажам да се обратиме кај луѓето што више го измислили тоа, го направиле, кои имаат искуство, само да не упатат нас што да работиме. Ние треба да бидеме едноставно извршители. Бидејќи тема на емисијата ни е овощарството, конкретно сината слива, вие какви искуства имате, бидејќи имате една мала површина? Видите, тоа е сливата ја заборавивме, има исто нови насади, тоа многу добри насади во Штип и околината. До сега немавме откуп, имавме многу проблем со откупот. Обично имаше откупни центар во Радовиш и Струмица и беше неисплатливо, затоа што
голем дел од цената што оде, освен во брање, одеше и во транспорт. Транспорт е една добра ставка што ја оптеретува цената и затоа не се исплатише. Меѓутоа, сега почнаа да откупуваат и ке нас фруктана од арголица и е многу леснително. Јас лично имам исто сливи, задоволен со одбербата, задоволен со работката, затоа што нивни возило доаѓаат, ни носат празни гајби, се ги зимаат после полните, тоа исплатата е веќе завршена, исто е тоа една добра цената е прва класа 12 динара, втора класа 8 динара. За да направиме неспоредба, ланската цена Франко Радовиш беше 7 динара. Тоа е неисплатливото. А сега, кога е Франко Нива 12 денара, ние сакаме да биде и 20. Може би ќе биде 20. Меѓутоа сега, за сега сме задоволни и со оваа цена, ако е добар род, а што значи тоа е добар род? Јас се надевам дека ќе ја прошириме соработката со фруктана од поглед на набавка на хемиски препарати, дека ги набавуваме преку нив. Они имаат добри стручни лица и ќе ни дават совети и освен препаратите имаат добра механизација и третирањето и одржувањето на насадите, ја мислам дека ќе биде од нивна страна и што ќе не исто чини многу поевтино отколку сите ние да купуваме прскалки и поединечно да ги набавуваме хемиските препарати, а често пати знаете секој трговец си го фали својот препарат дека е најдобар, дека е најевтин и така натаму. А вака ако имаме ние една добра кооперативна основа и соработка со откупните центри, ја мислам дека ќе биде тоа на задоволство и на двете страни. На тема воштарство издвојуваме минути за вас непосредните производители. Да слушнеме како состојбата со овошните насади во Балванско ја оценува Митко Ѓоргиев од ова село, кој на село се врати откако со денационализација му се врати дел од национализираното земјиште. Треба да се проценете, да видите што сакате, што ќе произведувате, што е позитивно, у која ситуација, каде ќе отидете со тоа, дали е доходовно на крај краја. И пласман, и тука сите се тие болни теми. Болни нешта со кои треба да размислите што треба да направите. Не е тоа така едноставно. Ајде ќе насаднам. Овоштарник и готов заврши работа. Не е тоа така. Не е тоа едноставно. Нема го тоа. Тоа е само збор. Илузија, да. Не био. Ја мислам дека не. Штета е овој хидросистем да не се користи, значи така ли? Па добро, тај систем се користи тука добро на вај дел. Мислам тука вие село што би фаќа со система е доволно се користи. Сега дали е сосема искористен како цел тај капацитет што е таа вода, тоа не ми е познато. Не може да кажам, оти таа вода иде мисчине до Врсако, чак надам во Чеполија. До Свети Николе некаде оди. Се колку е тоа максимално искористено, тоа треба да се прерачуна, тоа треба да ги стручњаци со тие. Според вас, што треба да се направи за да се поинтензивира воштарството? Дали треба на ниво на држава да има организирано што да се сади, што да се откупува и така натаму? Тоа е многу важна работа. Многу добро прашање тоа. Тоа е ние да не речам, да не критикувам некој, значи тоа е питање земјоделие. Министерот за земјоделие, значи треба да биде толку свесен, паметен, учен, научен, да знае поднебето на Берово, сливи, поднебето на Штип, воштарство и вишни, лозје, грозје, нели? Струмица, пипер, патлиџани. Значи треба да знаеш кое е поднебје, што се произведува, што може да произведуваш и со кое. Ваше подрачје, со таа површина толку ќе насеете. За таа количина што ќе се засее, ние гарантираме дали ќе иде за внатрешна корист од државата или ќе биде за извоз. Значи, уколку има повише, значи држава да знае да и покрие тие трошкови, не само ќе произведеме и после како струмичаните и газнеме патлиџаните со тракторите на друго. Тоа не е добро. Немаме планско производство. Немаме планско производство. И се кој што сака, кој што му текне работе. Оваа година кромидот се плаќа, сите садат кроми, така ли? До година ќе биде хаос. До година сите ќе садат оваа година, до година ќе биде 5 динара. За ќе го фрлат, како една година што имаше Росоман. Фрли го реката. Значи оваа година така ќе биде.
непланско. Обработувањето на земјата е непланско. Значи, Министерството треба да размисли и да каже вие тоа ќе произведувате таму. И значи ќе биде имат си подрачни министерства за такво, нели, земјоделието, да каже ќе ги собере луѓето тие кои имат, значи, количини со земја кои располагат со такви работи. Да каже вие тоа толку површина тоа ќе сеете. Така. Ја мислам дека тоа така. Така можеме да одиме на. Само така може да мине. Иначе другаче не може. Вака е хаотично, така. Не бричал да е хаотично ли Организирано, не. неорганизирано, распуштено, кој што сака работе, сите ајде да не претерам со еден збор, некој нема ништо производство, тражат субвенции. По шо бе субвенции тражат? Шо продаде ти бе да трае субвенции? Каде ќе продаде житото? Каде ќе продаде пченката или било шо кое производство, даде го некаде и трае субвенции. Има ниви само што работи и да работат со субвенции. Тоа е промаш. Тоа е чист промаш. Ете, слушнавме како на сегашниве состојби гледа нашиот земјоделец со Долни Балван. А во продолжение се префрлуваме на оризовите полиња во Кочанско. Таму деновиве се е во знакот на белото злато. Годинешната 24-та меѓународна манифестација Денови на Кочанскиот Торис се карактеризира со музички, поетски, ликовни содржини, промоција на книга за орисот и избор на жетварска убавица за 2015 година. На денешната пресконференција градоначалникот Димитровски истакна: главните активности се сведени во последните неколку дена. Во четвртокот на 1 октомври имаме избор на жетварска убавица и доваѓање на сите гости. Очекуваме гости од земјата и повеќе гости од странство, од збратимените градови. Гостите ни се овде во четврток, во петок, во сабота, за да финишираме во неделата на 4 октомври со традиционалното зажнејување, овој пат во село Прибачево. Ова е пракса за ротирање на домакините во општината Кочани е корисна од аспект на тоа што ги мотивираме граѓаните на тие населени места, на тие местни заедници да се вклучат, и оваа година исто така се вклучи местното население од Прибачево, заради тоа и тие имаат своји бенефити. Направивме некои градежни зафати, направивме некои подобрувања во самото населено место Прибачево и заеднички ги подобривме условите за организација на оваа манифестација. Инаку програмата на годинешните 24 денови на Кочанскиот Торис, кои ќе траат од 18 септември до 4 октомври, пред присутните новинари ја образложија Ника Илиевска Георгиева од организациониот одбор на манифестацијата. Сите ударни манифестации кои што се проследени и очекуваме да бидат посетени секако од нашите гости. Значи од 1 до 4 почнуваме на 1 октомври со Оризовата бела ноќ. На 2 октомври ја имаме Оризовата бела вечер, каде што настапува Елена Ристевска, настан кој што ќе се одржи во трговскиот центар. Финишираме во Прибачево со Оризовата жетва, изборот на земјоделец, кој што е исто така еден битен сегмент од целата манифестација. Тука, после вообичаените обичаи, следува секако културно-уметничката програма на која што ќе настапат гостите. Иако буџетот на годинешната манифестација изнесува 1 милион денари со учество на стопанственици и компании од Кочани. Иако е надвор од темата, со оглед дека во моментот е актуелна бербата на грозјето, потсетување дека Штипската лабораторија при УГД е лиценцирана за утврдување на квалитетот на вината. Лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина на Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип доби дозвола за вршење на физичко-хемиски анализи на виното. Всушност, оваа лабораторија е акредитирана со 9 методи и во исто време овластена од Министерството, при што се офатени широк спектар на параметри кои се важни за следење на контрола на квалитетот на виното. Тоа се определување на алкохол, на специфична тежина, на суф екстракт, на вкупни киселини, испарливи киселини, слободен и вкупен SO2, pH и мултиелементна анализа која што опфаќа анализа на елементи, на токсични
елементи кои што се важни за следење. Обврска на секоја винарска визба пред да го стави во промет виното е да изврши хемиска анализа. Тоа значи дека секоја година пред да го стават виното во промет потребно е да извршат хемиска анализа на виното по претходно доставени мостри од страна на инспектори од Инспекторатот за земјоделие на Македонија. Потоа нашата лабораторија издава извештај со резултатите од анализата. Резултатите што се изготвуваат во лабораторијата повремено во текот на годината се предмет на споредба во една од најреномираните лаборатории во Европа, BPA во Франција. Моментално извршивме анализа на вино добиено од француска организација BPA, која што ја добиваме секој месец, за да си ги потврдуваме нашите анализи дека се прецизни. И моментално извршивме анализа вкупни киселини во виното, во доставениот примерок. Покрај ова, во лабораторијата која работи во состав на Катедрата за заштита на растенијата и животната средина, се вршат и други лабораториски испитувања кои се во функција на подобрување на квалитетот и квантитетот на земјоделското производство. Наскоро овде ќе се вршат анализи на шеќери во различни производи, меѓу кои и на медот, за што се посебно заинтересирани пчеларите. Дојдовме до минутите во рубриката Агрономот ве советува. Да слушнеме на што се однесува последниот оглас за рурален развој. Почитувани гледачи, во рамките на оваа планирана емисија за денес, како вработен во Агенцијата за поттикање и развој на земјоделството, сакам да ви информирам во врска со огласот 06/2015 од Програмата за рурален развој на земјоделството за 2015 година. Овој оглас е распишан на 1 август 2015 година и трае до 30.9.2015 година, а се однесува за набавка на приплутен добиток, како и набавка, односно трошоци направени за подигање на овошен или лозов насад, како и медоносна флора. Во овој оглас е застапена и набавката на пчелни матици. Право на аплицирање на овој оглас имаат сите корисници кои што во периодот од 10.2014 до 9 месец 2015 година извршиле набавка, односно направиле трошоци за подигање на долгогодишни насади или пак направиле трошоци за набавка на жив добиток. Новина за овој оглас е што, да речеме, во претходните години се набавуваше само репродуктивен материјал, односно добиток од машки грла, како нерези, овни, јарци или приплодни бикови од репроцентри овластени за оваа намина. Во оваа година земјоделците имаат можност да набавуваат и жива стока од приплодни овци, кози, крави, така да, значи, можностите за поврат на средствата се зголемени. Процентот за поврат на пари, односно на средства, кофинансирањето е скалест и започна со 50%, а може да се зголемува до 75% во зависност од тоа какви позиции има одведувалиштето, односно каква е старосната структура на апликантот. Значи, за млади земјоделци повратот е 55%, за ридско-планински подрачја над 700 метри повратот е 60%, ако апликантот е и млад земјоделец и одгледувалиштето е над 700 метри, повратот е 65% и за подрачја со специфични услови на одгледување, пошто биле офатени од поплави или други елементарни непогоди или подрачја кои се офатени со нитратната регулатива, процентот на кофинансирање се зголемува до 75%. За да се аплицира оваа година, новина е тоа што мора апликациите да бидат прикачени електронски, односно во форма на електронско барање. За да се направи тоа, потребно е претходно апликантите да ги ажурираат своите податоци во единствениот фарм регистер, кој што се наоѓа во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопност. Меѓу другите документи, освен основните податци за апликантот, потребно е да се прикачи и имейл адреса преку која што ќе се врши аплицирањето. Со внесувањето на имейл адреса во единствениот регистер за земјоделски стопанства, апликантот кој што поднесува барање добива корисничко име и лозинка, преку која корисничко име и лозинка ги прикачува потребните документи за аплицирање. Конкретно, ако набавува жива стока, потребно е да си закачи фактура, испратница, налог,
извод од банка, педигре од набавената стока и нормално РБО на одгледувалишето каде што ќе биде сместен добитокот. Ако аплицира за лозови или трајни овошни насади, потребно е да си достави фактура, испратница, налог, извод од банка и нормално фитосанитарно уверение, потоа декларација за квалитет и исправност на посадочниот материјал и сето тоа се прикачува во електронска форма, се доставува до платежната агенција, а потоа пак истите документи со поднесеното барање кој што добил веќе број дека е извршена апликацијата се поднесува и по писмена форма по пошта до адреса на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството. Потсетувам уште еднаш дека крајниот рок за овие активности е 39-ти, така да сите тие фармери што веќе имаат направено трошок за овие набавки да си го искористат правото за поврат на средства. Сточарите треба да бидат подготвени за земење проби кај добитокот. За каква активност станува збор од искажувањето на Крстен Митев, ветеринарен лекар. Во рамките на оваа емисија должни сме, како стручни лица и како институција која брине за здравјето на животните, а непосредно и здравјето на луѓето, сме должни да кажеме дека активностите во овие месеци се насочени кон акцијата која ни престои околу преземањето, односно испитувањето на присуството на туберкулоза кај крупниот добиток. Со оглед на тоа дека активностите треба во најкус можен рок да почнат, апел до сите држатели на крупниот добиток дека оваа активност редовно секоја година е наложена од страна на ветеринарната управа, односно Агенцијата за храна и ветеринарство. Сето тоа кое се презема е во рамките на надлежностите кои ги бара државата, односно Агенцијата за храна и ветеринарство, во смисло земање на крв од крупниот добиток и вршење на проба тест, односно туберкулинизација. Знаете вие, секоја година е ова наредба која ние спроведуваме и во колку има појава на позитивни грла, односно сумнителни грла, во таква ситуација ќе мора да се направи ретест, при што заболените грла се одземаат и државата има обврска да треба да ги надокнади штетата. Обврската на сите сточари е да навремено се јават во ветеринарна станица или ветеринарните станици кои имаат обврска оваа акција да ја спроведат. Со самото тоа, должноста на сточарите е сите единки, зборуваме сите единки, вклучувајќи ги овде телињата кои се постари од 3 месеца, да бидат во аргачите каде што може активноста да се заврши навремено. Сите телиња пред се мора да бидат обележени, а оние единки, зборуваме за кравите, каде што има паднати маркици, ќе морат повторно да се премаркираат, бидејќи мора да влезат во системот како би можеле платежната агенција да ги евидентира и да изврши нивно обештетување, односно исплаќање во делот на субвенциите. Доколку успеавме да го задржиме вашето внимание, гледајте не повторно наредната недела во истиот термин на Канал Плюс телевизија. Пријатно и довидување.